Здраво, јас сум зависник од социјални медии. Завршив тука пред вас, бидејќи завршив во полиција. Се прашувате сега, да бе, девојче во полиција, ама не сте го прошли она што јас го пројдов. А се почна ко секој дете. Facebook, Instagram, фоткање, постирање, скролање до безвест. Ама почнав на некои фотки да добивам се повеќе и повеќе лајкови. Па еден ден ми текна, ако сакам да добивам уште повеќе лајкови, зошто да не ги аднувам и оние кои не ги знам? Почна да ми успева. Станав права звезда. Во школа и во диско сите ме знае и поздравуваа. Полудував од среќа. Навистина мислев дека сум го достигнала врвот во животот. Младите луѓе, заради периодот на развој во кој се наоѓаат, имаат потреба од поддршка, афирмација од околината, вреднување. Сега тоа вклопено или поврзано со социјалните мрежи и со можностите што ги нудат тие социјални мрежи, ги става младите во една ситуација да таа потрага по афирмација лична и по вреднување на сопствените потенцијали ја бараат во социјалните мрежи. Сега во некоја екстремна форма тоа е доведено до колку лајкови имаш, толку вредиш во животот. И тука многу енергија се вложува да се прикажам себе си во едно светло што е прифатливо од околината. И ова е нешто што предизвикува големи напнатости, големи фрустрации кај девојчињата. Навистина мислев дека сум го достигнала врвот во животот. Ама има и мило другиот клас. Се уште имаа повеќе фотки и лајкови од мене. Па тоа цело време ме јадеше. Како и зошто? Па не знам. Ама мама почна да ме приметува и да ме прашува што ми е. Па ја скршив омилената вазна, ете тоа ми. Почнав да ги мањачам и двете, офлайн и онлайн ден и ноќ, особено навечер. Па уморно заспивав на часови, по некој време престанав да одам и на часови. Школа слава не носи. Направив и фейк профили кои потоа ги користев за да им пишувам ним. И тоа ми успеваше, тие ме адна, но дечко ми за жал дозна и ми кажа дека сум навистина будала и ме откачи. Кој го врти? Значи, ова е парадоксална работа. Колку повеќе тежнеам по лајкови, толку по-несигурно се чувствувам, затоа што лајковите не се субституција за прашањето на мојата самодоверба. И тука е кваката на која што се девојчињата многу често налепуваат. Сето тоа почна да ми се исплати, трудот мој се исплатеше. Ема ми се довери и ми кажа дека се смувала со мојот веќе бивш. Срипав од дома одма, сполавена. Ми ја украде популарноста, па сега и мојот Никола знаев се за незе, каде живее, каде се движи. И го начекав точакот пред врата. И со клучот лупав по седиштето се додека не го распарчив на најситни парчиња. Ама тоа не ме смири. И пишав од фейк профилот да се видим. И гуската искочи. Последно нешто што памтам е нејзиниот насмеан лик. Во оваа насока би препорачала да во јавноста работиме на тоа да се препознаваат овие форми на притисок, да се препознава влијанието и ефектот што може да го има врз психата, затоа што во овој случај се случуваат сериозни повреди и дури и со законот, и да се охрабруваат посебно девојките да својата самодоверба не ја темелат врз надворешниот изглед или врз нивната појавност во социјалните мрежи, едноставно да не се дефинираат себе си преку бројот на лајкови, затоа што секоја личност е многу повеќе од тоа. Последно нешто што памтам е нејзиниот насмеан лик. Се освести во полициската станица со крв на лицето и лисици на рацете. Веќе месец дена одам на терапија. Среќа на Ема не е ништо, но јас загубив се.